Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги пратеници, заменик министър, почитувана јавност. Сакам да се вклучам во дебата за ребалансот на буџетот, да дадам некои своји размислувања, сугестии и така натаму, тоа што сметам дека треба и ние, меѓутоа и македонската јавност да го има на увид, за да можеме да едноставно ги имаме предвид визијата, очекувањата, кои се и така натаму. Ова е прв ребаланс на буџетот кој што се прави на буџет кој што го создаде владата на ВМРО-ДПМНЕ Влени, знам. И токму ова е една јасна слика за тоа како или јасно може да се види која е визијата за економскиот развој на државата, што е тоа и кои се приоритетите на владата во однос на тоа што е предвидено во буџетот, што практично од ветувањата, од она што беше кажано во декември кога се носеше и буџетот за 2025 година, денеска можеме да видиме дека се менува или не се менува. И едно е јасно, дека покрај сите овие позиции кои што можеме да ги видиме во буџетот, веќе треба да се преземе и целосна одговорност за сите работи кои што се во државата. Факт е дека исто како и за буџетот, кога излеговте вие како представници на Министерството за финансии и укажувавте на таа визија која што имате за економскиот развој, за поправање на состојбите во државата, за инвестиции и така натаму, и тоаш беше јасно, односно и лесно да излезете и да кажете дека тоа се што не го направиле некои претходно, ние еве денеска почнуваме и ќе го сработиме, ќе биде реализирано. Меѓутоа денеска е многу тешко да покажете аргументи врз основа на кои што ќе можете да ги потврдите работите кои што тогаш ги кажавте пред македонските граѓани и пред македонскиот парламент, заради тоа што нема повеќе простор во кој што ќе можете да кажете да, ова не можеме да го направиме, имавме буџет кој што не сме го креирале ние во претходниот период, еве сега имаме буџет кој што практично е направен целосно од вас, со целиот капацитет, со сето она што вие сте го имале како политичка агенда, политички ветувања пред граѓаните, и да можеме да ги погледнеме работите така како што се. Факт е дека состојбата во државата сега, посебно пред локални избори, вие сакате да ја представите како идеална, розова и така натаму, состојба која што не соодветствува со реалноста во овој момент на сите полиња во општествениот развој во државата. И тоа е факт од кој што не може никако да се побегне во овој период. Ако погледнеме генерално и по однос на структурата на буџетот, начинот на реализацијата, што е тоа што е реализирано, што е тоа што не е реализирано, кои треба да ни бидат очекувањата, многу е јасно дека повторно и повторно сакаме ние, односно сакате вие како влада предводена од страна на ВМРО-ДПМНЕ пред јавноста да креираме перцепција која што еве сега повторно се враќам на некои термини кои што беа до 2016 економски тигар, најдобри во Европа, меѓу најдобрите во светот и така натаму, меѓутоа тоа е креирање на перцепција. А ако погледнеме реална состојба каква е, тогаш ќе видиме дека далеко од тоа што и го ветувате на македонската јавност и тоа што се работи. И за ова нема бегање повеќе. Еве конкретно нешто. Прво, во однос на
приходите во буџетот. Ви имате проектирани зголемување за 12,6% дека ќе има зголемување на приходите. Далеку од таква реализација, нити пак очекувањата се тие дека тоа можеме да го постигнеме како држава во наредниот период. Даночните приходи во првите 5 месеци се 37,6%. Ови се официјални податоци. Единствено има зголемување на неданочните приходи од 4,2 милиарди денари. И тоа е пред се резултат не на оваа влада, туку резултат на политиките кои што ги спроведе Народната банка во изминатиот период и резултат на промена на законското решение во кое што вие практично тие 85% од финансиските резултати на Народната банка ги префрлате директно во буџетот на државата како неданочни приходи. Сега, секоја држава, кога се постигнуваат едни вакви финансиски резултати, од страна на Народна банка, не посегнува прво по гувернерот на Народна банка, иако ги постигнал тие резултати, тоа покажува за визијата и намерата која што има оваа влада. Значи, исклучиво и во функција на партиската структура, ќе го поставиме сега партискиот кадар Трајко Вилјановски од председател на Совет ќе дојде како Славевски, од председател на Совет ќе дојде како гувернер, а гувернерот кој ги постигнал финансиските резултати е добар само заради тоа да му ги земеме парите да ги префрлиме во буџетот, наместо тие пари да ги искористиме за државните резерви, за финансиската стабилност на државата и така натаму и така натаму. И тоа е сосема јасно во кој правец се движиме во однос на приходите и во однос на расходите, ако ги гледаме каде практично одат расходите во првите 6 месеци од оваа година, е јасно дека во многу ризични полиња кои што се за финансиската стабилност на државата. Да, зголемување на пензиите, зголемување на платите, кои што практично и се дел од обврски кои што требаше да бидат превземени, и зголемување на стоки и на услуги. Тука се најголемиот дел од расходите кои што ги имаме. Понатаму, кога станува збор за задолжувањето, ние имаме сериозно задолжување што ја доведува финансиската стабилност до еден сериозен ризик, заради тоа што навистина имаме состојба на скриени притисоци кои што се јавуваат врз јавните финанси. Прво е новото задолжување што се најавува од 500 милиони евра до крајот на годината, и тоа ќе представува дополнителни 4% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека јавниот долг без дилема ќе ја пробие таа психолошка и законска граница од 60% од бруто домашниот производ. 4% од задолжувањето, 4% од бруто домашниот производ. Вие знаете дека и тогаш укажавме при носењето на буџетот е спротивно на закон. 3% до 3,5%. Ние имаме 4% кои што сега не се 4, туку ќе надминат многу повеќе. Затоа што други работи кои што се во државата укажуваат дека тој дефицит е многу поголем од тоа што вие го проектирате. Например, фискалниот совет идентификува дека имате 700 милиони евра доспеани, но неисплатени обврски од буџетот. Ако вие имате 500 милиони евра ново задолжување, кое што ќе влие на 4%
од бруто домашниот производ. А имате дополнително уште 700 милиони евра финансиски обврски кои што сте ги превземале, а не сте ги реализирале, и при тоа не може да видам јасна слика дали сега во ребалансот вие имате предвидено финансиски средства во кои што дел од тие пари ќе ги исплатите, сигурно дека се не можете да исплатите. Тоа покажува дека имаме сериозен финансиски товар кој што ни виси над економијата и над економската стабилност на државата. И на ова прашање ќе мора да одговорите. Дали се предвидени финансиски средства, дали ќе исплатите дел од тие обврски кои што се превземени веќе, а не се исплаќаат, и како понатаму ќе се сервисира тој долг, доколку сега со ребалансот тоа не е направено. Секако дека многу се укажуваше при носењето на буџетот и на развојната компонента, а тоа се капиталните инвестиции. И факт е дека капиталните инвестиции во ребалансот на буџетот не се кратат. Тие се толку колку што се. Најавите кои што беа и во декември остануваат и сега, ама на ниво на најави, заради тоа што реализацијата која погледнеме, дека до 12 јуни се реализирани нешто над 11 милиарди денари или неполни 23% од капиталните расходи, тогаш покажува дека нема ништо од ветувањето на владата за рекорден инвестициски циклус, бидејќи 22,5% за 6 месеци не може да вети дека тој рекорден инвестициски циклус ќе се реализира во тамошниот период, ниту пак можеме тоа да го процениме дека станува збор за активирање на моторот кој што значи растот и на економијата. И сега многу е интересно тврдењето на владата, односно на Министерството за финансии, вика ако ја користиме старата методологија ќе имаме поинаков принцип на капитални расходи, реализација и така натаму и така натаму. Тоа не е никаков одговор, туку е само изговор. И јас сум за тоа дека треба да се согледаат сите работи и на основа на тоа да се најдат механизми кои што ќе можат да ги подобрат реализацијата на капиталните инвестиции. И тоа е практично работа на една влада, да види каде се слабостите кои што ги има во одреден период, на основа на тоа да бара дополнителни решенија кои што ќе ги подобрат овие перформанси кои што ги имаме. Меѓутоа, очигледно дека ако се прибегнува кон тоа да бараме само начини како преку методологија ќе дојдеме до презентирање на некаква перцепција дека нешто сме подобриле во овој период, ништо нема да се направи. Заради тоа што ќе помине и овој ребаланс на буџетот. И сега знам дека имате подготвено изговори, милиони еден, зошто тоа не е исто што вие сте го кажале, ама за ваша жал не можевте да избегнете сега, бидејќи повторно сте вие тука. Вие ги образлагавте работите и во декември и треба и денеска да ги образложите што и како ќе се сменат. Ќе дојде и новиот буџет за многу кратко време и ќе треба и тогаш да разговараме и да видиме што се работите кои што во тој период се преземени или не се преземени. Секако дека кога зборуваме за тие зголемување на плати, на пензии и така натаму, на стоки и на услуги, јас го оценувам тоа единствено во функција и на локалните избори сега. И ништо повеќе, заради тоа што од една страна, кога се разговара и се нудат решенија за зголемување на минималната плата, не знам, дебата, диалог со синдикатите, економско-социјалниот совет и така натаму, тука владата нема одговор. Секогаш упатува на тоа дека треба да седнат синдикатите и работодавачите да се договорат така како што се договорат, ние ќе прифатиме, а по суштина ништо во тој дел не ни се случува во овој период. Прашањето е исто така и во однос на
отсутство на било каква информација од страна на Министерството за финансии во однос на исплатите од поднесените апликации Закон за финансиската поддршка. Со ребалансот на буџетот, оваа финансиска поддршка се крати за 900 милиони денари. И сигурно дека заслужуваме одговори и ние, јавноста, зошто се намалува за 900 милиони денари, дали во толку добра кондиција се нашите компании кои што претходно имале потреба од поддршка, а сега тоа ги нема, и каде тие финансиски средства практично ги насочуваме што се по приоритет од развојот на економијата во овој момент. И другите ставки во тој дел, ако ги погледнеме, ќе видите дека навистина има сериозни кратења и намалувања во делот на економската поддршка и на малите и средни предпријатија и на се останато кое што има. Ако погледнеме и колку е вкупниот долг, односно задолжување кое што го правиме во оваа година, тоа може да се види јасно од анализата која што е направена на предлог буџетот во парламентарниот институт. Вкупното задолжување, домашно и странско, со предложените измени за 2025 година достигнуваат вкупно 101 милиарда и 62 милиони денари, што представува 20,8% од структурата на приходната страна на буџетот на државата. Пред се домашното задолжување кое што се базира на издавање на долгорочни обврзници, а мора да констатирам дека во делот на странското задолжување не имаме практично намалување на ставките на приходната страна во овој момент. И сосема нелогично е, барем за тоа говорат сите економски експерти, дека повеќе средства ангажирате од внатре, отколку од меѓународните задолжувања, иако, имавме 1 милиарда задолжување од Унгарија, се најавија нови договори, меморандуми, па се водеше полемика во собрание, дали е тоа договор, дали е меморандум, па дали е тоа историски пресврт во македонската економија, дали историски договор со Велика Британија и така натаму и така натаму. Најава за 7 милиарди евра, толку пари ќе обезбедиме, толку финансиски институции се консултирани, побарани понуди и така натаму и така натаму, еве останува да видиме што ќе направиме до крајот на годината. Јас не гледам дека со ребалансот вие ако предвидувате намалување во тој дел на странското задолжување, дека нешто во тој дел ќе се помрдне или ќе се направи некако позитивен ефект. И мислам дека нема ниту еден клучен проект, еве сега да кажеме, кој е тој клучниот проект кој што сте го имале во програма и така натаму, кој што до сега е започнат, не да биде реализиран, да кажеме, овој проект е започнат како клучен проект кој што го имаат партнерите од власт. Дали е ВМРО да помане, дали е Знам, дали е Вреди и така натаму, и преку тој проект предвидуваме подобрување на состојбите во инфраструктурата, животната средина, економскиот раст и така натаму и така натаму. Значи, до сега немаме една таква ситуација. Дали имате реформа некаква, која што сте ја започнале, сте ја завршиле, која што ќе ја започнете и така натаму, навистина и тоа не можам да го видам. Зошто? Еве, сега зборуваше јавниот обвинител. Каква е состојбата со финансирањето на јавното обвинителство? Таму не може да стане збор дека има дополнителни финансиски средства кои што ќе помогнат на институцијата која што е исклучиво задолжена за водењето на истрагите, за борбата против криминалот и корупцијата и така натаму, а сакаме или декларативно има многу залагања од страна на носителите на функции на власта дека
Тоа е клучната работа како врвен приоритет кој што ќе се насочи кон реформата во правосудството. Погледнете го судскиот совет, погледнете го советот на јавни обвинители, погледнете го јавното обвинителство, никаде апсолутно нема ниту еден денар повеќе каде што ќе можеме да видиме каде е таа реформа која што се нуди. И нема реформа во правосудство, единствено нешто што е направено во овој период. И ако тоа го сметате како реформа, е тоа што го изменивте законот да можат истите судии кои што ги критикувате цело време и кажувате дека се најцрните во државата, да можат да продолжат со работа до 67 години. Едно со друго апсолутно не оди. Ако некој е лош, ако некој не работи така како што се очекувањата на граѓаните, тогаш која е реформата која што може да се направи во тој дел да се продолжи работата на овие суди. Така да било каков разговор, било каква сугестија, било каков говор кој што сега ќе биде од било кого од страна на овие три партнери во власта дека работите во судството не биле добри, тогаш не можете да не ја преземете одговорноста дека истите тие лоши суди остануваат на позиции, дека ниту еден денар повеќе не давате во институциите како што се јавното обвинителство, правосудството и така натаму, а сакаме декларативно да одиме напред во овој правец. Мислам дека ако имаме таква позиција, тогаш тоа треба да го видиме и низ пари. Затоа што нема ниту една реформа која што не чини финансиски средства. И таа реформа треба да се види токму низ буџетот и да видиме што е тоа или кој сегмент од македонското општество ќе го поправаме во тој правец кој што ако перцепцијата на граѓаните не само сега и претходно била дека има сериозен проблем со правдата, со правосудството и така натаму во државата, тогаш да видиме дали ќе се насочиме кон тој дел да ја поправиме таа перцепција. Да ја зајакнеме правната сигурност, бидејќи таа е клучна во општеството, покрај безбедноста и правната сигурност, за да може да имаме економски раст и развој. Никој нема да инвестира и да вложува во држава во која што вие имате правна несигурност, влечење на потези кои што се влечат сега преку политички одлуки кои што се носат. И тоа е клучната работа, а предуслов за една таква активност се финансиската независност на институциите. Ако нема финансиска независност на овие институции на кои што треба да има, тогаш не може да говориме воопшто за нешто дека ќе се променат работи. И впрочем, лично да кажам јас, дека нити очекувам дека нешто ќе поместиме во тој дел на независноста. Па ние, луѓе, со закон ја укинуваме независноста на законодавниот дом, на собранието. Сега со измена на законот, собраниската служба веќе не е независна. Таа припаѓа кон и потпаѓа под Агенцијата за администрација, односно под Министерството. Нешто за кое што сите ние, како политички субјекти, до сега зборевме дека одиме напред кон унапредување на собранието, јакнење на независноста и така натаму и така натаму. Наместо да преземе нови чекори кон независност на македонското собрание, да не зависиме од страна на владата во одреден дел, ние носиме посебен буџет и така натаму за кој што даваме согласности, меѓутоа од друга страна се менуваат одредени законски решенија кои што ја укинуваат таа независност. Епа, колеги, ако ние самите себе си ја укинуваме независноста, тогаш што да очекуваме, дека таа независност ќе ја зајакнеме на некој друг? Тоа е илузија да се очекува и тоа е нешто што јасно се гледа дека во овој дел апсолутно нема никаков напредок. Државната комисија за спречување на корупција има исто кратење на финансиските средства, другите регулаторни тела останати на едно исто ниво. Ако погледнеме што говореше представникот на Народниот правобранител, сосема јасно станува дека нема финансиски средства кои што ќе овозможат таа институција да работи онака како што е потребно да работи. За неколку дена завршува мандатот и на Народниот правобранител, завршува мандатот и на секретарот на Народното правобранителство и тука ќе заврши приказната на заштита на правата на граѓаните, заради тоа што ако немаме избор, тогаш ќе престанат основните функции на институција која што би требала
правило да биде заштитник на граѓанските права. Истата работа ни се случува и во другите регулаторни тела и тоа наведува само на еден заклучок дека сите овие работи можеби и се прават на таков еден начин за да бидеме во опозиција, да нема доволна контрола за состојбите кои што се случуваат во државата. Сметам дека ништо како заклучок можеме да изведеме дека ништо не е подобрено, напротив, мислам дека се враќаме назад, дека се продолжува со таа политика која што и ја започнавте, дека ќе се представиме дека ние сме светско чудо во развојот на економијата, во суштина секој од нас знае што сме и какви сме и со каков економски раст, со какво, да и какви бевме, исто ако споредиме, сега сме многу полоши од тоа какви бевме. Погледнете ги страната на приходите, ако сега имате даночни приходи 36,7, имало минатата година 41%, тоа покажува дека манипулациите не може да ви поминат сега. Завршена е приказната. Имавте минатата година, да, некој друг ви го правил буџетот, сега вие не можете да направите ништо со ребалансот, еве сега имате ваш буџет. Имате ваша визија, имате ваши раководители во институциите. И тоа не може никако да помине веќе. Доволно е да се повикуваме сите, да, ние можеме да се враќаме назад и да ги констатираме сите грешки кои што биле во изминатите 30 години од независноста, не само сега, не претходно. Дали имало грешки? Имало. Дали тие грешки влијаеле на сето она што ни се случуваше во државата? Да. Ама дали имаме желба сите ние да направиме нешто повеќе за да тоа не ни се случува понатаму? Мислам дека ништо од таквата работа не е направено во овој период. И дефинитивно спрема сето она што се прави до крајот на годината нема и не можеме да очекуваме дека нешто значајно ќе се промени заради тоа што го нудите и со ребалансот е само продолжување на градење на таква перцепција за некаков фин развој во општеството, политика купи ден купи ден продај, политика која што ќе биде насочена кон тоа како и на кој начин ќе се помине до локалните избори. Едноставно заклучокот е 0 проекти, 0 резултати, а 100% изговори. Благодарам.